Благодарам, почитуван министер, почитуван заменик министер, директор на агенцијата, советници, раководители на институциите од областа на земјоделието, почитувани земјоделци, наши сограѓани, добар ден на сите. Особена чест ми представува што можам да обзнанам дека денеска ќе се потпишат првите договори од вкупно 424 одобрени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за мерката за поддршка на млади земјоделци да започнат сопствен агробизнис. Овие млади луѓе, присутни овде, покажаа дека македонскиот аграр има на кого да се потпре. Нивната желба и ентузијазам да се занимаваат со и екзистираат од земјоделското производство, мене лично ме охрабрува, а верувам ќе ги охрабри многу наши сограѓани. Тие се наша потврда дека се стремиме кон стандардите на европскиот аграр, каде што е привилегија и модерно да си фармер. Земјоделството ќе биде една од базичните гранки на кои ќе го темелиме идниот економски раст во нашата земја. Нашата Македонија ги има сите почвени и климатски предности за конкурентно земјоделско производство, кое мора да ги искористиме за развој на вкупната економија и нашата држава. Вие, почитувани млади луѓе, ќе имате клучната улога во остварувањето на оваа цел. Државата ќе биде тука да ви помага на тој пат и да ги создава потребните услови за стопанисување, за да може да напредувате во вашата работа. Со задоволство можам да кажам дека овие договори кои што денеска ќе се потпишат се вашата гаранција дека штом ќе ја завршите инвестицијата, веднаш ќе ви бидат исплатени неповратни 10.000 евра. Овие финансиски средства се обезбедени од програмата за рурален развој и оваа година ќе завршат во рацете на 424 млади земјоделци. Секој млад земјоделец кој аплицираше и ги исполни предвидените критериуми, ќе си ги добие парите што му следуваат. Тоа се ваши пари од вашата Република Македонија. Со измените што ги донесовме во програмата за рурален развој, воведовме нови критериуми со цел да овозможиме овие пари да завршат таму каде што се најпотребни, во рацете на вистинските земјоделци. Право на учество имаше секој млад земјоделец кој сака да започне сопствен агробизнис и кој е запишан во единствениот регистар на земјоделски стопанства не повеќе од 18 месеци. Овие 10.000 евра земјоделците имаат можност да ги инвестираат во нови производствени капацитети и за набавка на нова земјоделска механизација. Особено е важно што оваа година прифатени се барањата на огромно мнозинство од млади земјоделци кои аплицираа за оваа мерка. Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство остануваат цврсто определени да го развиваат и помагаат земјоделството како стратешка гранка на која ќе се темели севкупниот економски раст во Република Македонија. За таа цел, во предлог буџетот за 2018 година определивме 8,4 милиарди денари за субвенциите. Субвенциите ќе се исплаќаат навремено и ќе стимулираат унапредување и зголемување на земјоделското производство. Оваа година вложуваме во развој на руралните средини, а определивме средства и за локален економски развој и развој на општините. Нашата цел е да овозможиме земјоделството да прерасне во современа и профитабилна гранка, која што ќе нуди можности за напредок и секако заработка. Преку земјоделската дејност, младите луѓе ќе може да градат и организираат живот дома, овде, во Македонија, таму кај што се родени, во нашите села, во нашите градови, во нашата убава Македонија. На самиот крај, сакам да ви се обратам вам, почитувани млади земјоделци. Горд сум на вас, ви посакувам среќа, берикетна и успешна работа. Очекувам да ги мултиплицирате овие пари. Храбро да влегувате во нови и добро осмислени инвестиции, да ги користите помошта и поддршката од државата и заедно да се радуваме на вашиот напредок и вашиот успех. Почитувани граѓани, ние ветивме дека парите ќе ги враќаме назад кон граѓаните. И овој проект е еден од процесите на враќање на парите назад кон граѓаните. Благодарам.